Добра вечер и убава вечер од Владо Павлов. Ајде вака сега. Ги поздравувам сите оние кои што пишуваат во пораки и кои што имаат за цел да бидат искрени, а и јас исто така ќе бидам искрен. Прво сакам да дадам еден одговор на една екипа на луѓе кои што се ставаат дека тие се тие и дека тие треба се да ни објаснат и дека тие кои ќе напишат на вистина тоа е така. Но не е така. Сите оние кои што ме убедуваа, а со цел да го сокријат Фршкополис, да го сокријат Бранко Црвенковски и да ги сокријат сите оние кои што учествуваат во овај масакар врз македонецот, или поточно масакар врз македонците од ВМРО ДПМН во тој временски период, ќе им кажам вака. Како припадник на елитните специјални единици ме научиле, а и ги истражував и многу други активности од војните конфликти во бивша Југославија, војните конфликти во Македонија, а мајте ќе зборуваме и за америчката војска која што е поврзана со конфликтот во Авганистан и во Иран, или ајде на целиот Блиски Исток. Ова е мој демант за сите оние кои што манипулираат дека ушното тапанче можело да се регенерира само, и демант пред сите оние кои што ве манипулираат сите вас дека можело со операција ушното тапанче да успее да се регенерира и без апаратче за уши да слушате. Замислете до кој степен оде службата на уништувачи на Македонија, кога некој се појави, во случајот Владо Павлов, и ме кажува вистината дека во тој атентат не може Киро Григоров да биде во автомобилот. Еве јас ќе ви дадам неколку примери. А потоа вие величете ги сите оние кои што извршиле атентат не врз Киро, туку врз македонците од ВМРО ДПМН. Дали знаете дека присуството на америчката војска во Авганистан пред некоја година заврши, но не завршило и она кое што овие војници кои што биле вклучени во овој конфликт едноставно продолжиле да ги доживуваат последиците од она што биле како припадници на америчката војска во Авганистан и до ден денес и во иднина. Конкретно вака. Меѓу другите здравствени ефекти кои што ги имаат, најголемиот проблем го добивале, а така беше и во конфликтот во 2001 година, така беше и во војните действија во бивша Југославија, во Хрватска, Босна, Косово и така натаму и така натаму. Значи, помеѓу другите здравствени ефекти, војската, тоест америчката војска за кој што конкретно сакам да ја базирам како доказ,
средбата со експлозивните направи широко е распоредена во конфликтот и истите тие предизвикуваат долготрајни тешкоти со слухот и со рамнотежата. Значи, освен што имаме проблем со слухот, имаме проблеми со рамнотежата. Овие господа, кои што се платени и кои што се во голем број и кои што се тука, ако нешто не им се допаѓа, да го демантираат, тие го вклучуваат црвениот аларм и се обединуваат, но ки не спијат, за да можат да го демантираат оној кој што истражувал, кој што докажува и кој што објавувал. Ноки непреспиени, за да измислат начин како да го заглушат востанието или вистината на Владо Павлов во случајот со атентатот на Киро. Уште еднаш, како многу пати што сум кажал, моите докази транспарентно утре би сакал наградата да се користи за секој град солена соба Агапи, каде што хуманитарно ќе ги вложиме за живот на секого, а најмногу на дечињата на кои и те како им е потребно вакво нешто. Ве молам, следете ги состојбите од хипербарничките комори, за да видиме утре што се случува таму и дали тој одстоен кислород може да помога како тоа што го прават центрите на кои што најголемата и најжестоката битка, тоест линч врз Владо Павлов го направија претходната влада. И сега да се вратиме на небитното. На нашиот деман, на тие кои што се ставаат во улога дека се правични, дека ние сме ширере лага, дека ние сме биле теорија на заговор и така натаму и така натаму. Значи, уште еднаш, последиците кои што ги добивале последиците кои што ги добиваат после војните конфликти се последици кои што меѓу другите здравствени ефекти, средбата со експлозивните направи кои што се широко распространети во конфликтните состојби, предизвикуваат долготрајни тешкоти со слухот и со рамнотежата. Како што знаете, Киро Глигоров слушаше до крајот на својот живот. А Бога ми, покојниот Киро и до крајот на својот живот одеше како прч. Сега ова е ново што го чував, затоа што знаев дека ќе се појават вакви потршковци кои ќе се фатат на нешто за да можат да го демантираат. Како што има проблеми со слухот, а заборавија да ни дадат докази дека носел, а не носел ушно тапанче, јас еве сега од ваквата состојба, од таква експлозивна направа, не може да нема проблеми со рамнотежата. Така да неодамнешните врски помеѓу истражувањата кои што ги правевме, а исто така ги имавме и истражувањата на Институтот за истражување на армијата Волтер Рид, кој што дал многу важни сознанија за биолошката основа на тие попречености, што на крајот би можело да доведе
до некои методи или методи кои што не можеле да го спречат она што им се случило. Значи, овие служби, меѓу кои КОС и УДБА, кои што се тука и кои што одработуваат за нешто, а тоа нешто е не македонско обединување, туку македонско разединување. И затоа ова е мојот деман и мојот одговор на сите тие што ноќи не спиеле и истражувале како да му дадат демант на Владо Павлов, за да тие ни додадат, за да тие истите ни кажат дека сето тоа е теорија на заговор, дека сето тоа е лага, затоа што од 3 кила експлозивна направа нема потреба и да му е повредено ушното тапанче, тоа можело само да се регенерира. Тоа е одговорот на онија кои што ве држат. Тоа е одговорот на онија кои што ве држат со катанец на умот и пранги на нозете, македонци мои. А зошто? Затоа што ти имат за цел разединеј па владеј. Значи, од истражувањата кои што ги имаме спроведено, половина од смртните случаи во војни конфликти, меѓу кои и половина од смртните случаи на американската војска, 80% од повредените, 80% од повредите за време на војните во Афганистан и Ирак се поврзани со рачно изработени бомби, наречени импровизирани експлозивни направи. Идентично со рачно изработената бомба, наречена импровизирана експлозивна направа, која што беше искористена за атентатот на Киро. Да, брате Мицо, добро вечер, прво. Одговорот ти ми е многу стручен, ама тој одговор е со цел и тој одговор е направен на 17 пред молкот, кога дигнавме најголемата фама за се македонско обединување во Кичево. Дали се случиме, Мице? Значи, овој одговор кој што тие пишуваат со ноќи непреспиени е објавен на 17 ноември. Кога ние започнавме се македонско обединување за Кичево, а после првиот изборен круг веќе работиме низ цела Македонија за се македонско обединување. Дали знаеш што значи тоа, Мице? Теорија на заговор, не го слушајте, нека си тропа, тоа е таков, тоа е онаков, она на кој што цел живот се работи на уништување на македонци во нашата Македонија. Ја денес објавив во моје Кочани, каде што сум денес и каде што ќе бидам до понеделник, е пилот програма за времето на Југославија. Значи, пилот програма е моје Кочани за времето на Југославија за шпионско гнездо, каде што од 1 до 20 шпиони имало секое мало. И истите тие од 9 часот до 9:15, најкасно 9:30, морале со своји докази и со своје комунике што виделе во малот, како виделе во малото, ако некои лица, како што например Владо Павлов, не им се допаѓа на службата, тогаш треба да пишуваат се за него. Значи, од 9 часот до 9:15, најкасно до 9:30 часот, секој од овие требало да биде во полициска станица на УВР до Влочани тогаш.
за да напише, за да даде извештај кој дошол кај Владо Павлов, што правил Владо Павлов и така натаму и така натаму. Денес Кочани не е подалеку од тоа што е бил и секој град во Македонија. Значи Кочани е бил пилот програма успешна како шпионско гнездо. Ако тогаш имало 20, денес сигурно во мало има 5, денес сигурно во секој мало има по 5 мина. Замислите која е тортура. Секоје утро требало да додат од 9 часот до 9:15 да дадат извештај за некој одредено лице кој што не им се допаѓало на службата. Дали овде има слобода, мои браќа македонци? А не верувам дека тој денес поразлично. Значи 80% од повредите за време на војни конфликти, меѓу кои и во Авганистан и Ирак, се поврзани со рачно изработени бомби, наречени импровизирани експлозивни направи. Дури и самата топлина која што се ослободува, значи дури самата топлина кога се ослободува, предизвикува очигледни телесни повреди. Детонацијата може да произведе и произведува голем експлозијски бран. Во суштина тоа е брзо движечки ѕид од воздухот под притисок, што може да предизвика очигледна штета на мозокот и деликатните биолошки структури во увото, вклучени во слухот и рамнотежата. Дали сум јасен до овде? Затоа што сакам да го кажам најбитното. Да, Мице, ама ние ги оставивме дека ова импровизирана експлозивна направа направила само проблем, може да направи проблем само на слухот. Каде што објективно кажавме и пишувавме многу пати дека заборавил Бранко Црвенковски и Јубомир Фрчковски и сите останати од тоа време да му става тушната панча. А не кажав дека најголемиот проблем од 3 килограми, па и повеќе, од ваква импровизирана експлозивна направа, само од создадениот експлозивски бран и од топлината која што се ослободува, која што во суштина создава брзо движечки ѕид во воздухот под притисок. И истиот тој предизвикува голема штета на мозокот. На таа експлозивна направа, од тој експлозивен бран и од таа топлина која што создадена од таа килажа, освен што пука ушното тапанче во најмала рака, исто така има и проблеми со рамнотежата. Значи нема да може да оде без некој да му помага.
А вие знаете, до крајот на животот одеше како прч. Значи, да бидеме јасни, милион американски ветерани добиваат наддоместоци за инвалидитет поради губењето на слухот од 2014 година. А слушните апарати, иако секако се корисни, се далеку од совршено решение. Слушните апарати засилуваат се, вклучително и бучавата во позадина. На што ви укажува ова? Ова ви укажува на нешто што владата на Соединетите Американски држави милионски суми плаќа оштета поради овие здравствени проблеми. Ако е така, како што велат овие замаглувачи на мојата вистина и нашата вистина, за да се сокрие дека ние македонците имаме атентата, не Киро Глигоров, пишуваат дека имало дека и покрај тај експлозивен бран и покрај таа создадена топлина од ова рачно експлозивна направа, тие можеле, тоест Киро Глигоров можел да повторно слуша со неговото ушно тапанче. Тоест, дека можело да се регенерира. Па зашто американската војска или владата на Соединетите Американски држави на овие милиони повредени со овој проблем кој што го имале идентичен или сличен како на Киро Глигоров, милиони не им регенерирало ушното тапанче од 2014 година, ни па операција им го вратила слухо, туку едноставно плаќаат преку 200-300 милиони долари на месечно ниво. Или треба да го прогласиме ова теорија на заговор? Затоа не ја бива Македонија. А вие одлучите утре и понатаму дали ќе живеете со катанец на умот и пранги на носете. И дали не е потребно се македонско обединување? Вие самите одлучите. Бидејќи се македонското разединување започна од овој атентат. Затоа што истите тие нема да ни дадат објаснение дека и покрај распространетост на овој проблем малку се знае како точно експлозивните бранови доведуваат до тешкотии на слухот и рамнотежата. Ама тие се фатија на слухот, а ние не кажавме рамнотежата, затоа што знаевме дека ќе се појават, бидејќи тие не демнат, тие се секаде околу нас, тие не спијат, како ова екипа на македонци што не спиела со ноки и ноки. Погледнете колку треба, погледнете на што личи ова. Погледнете, ноки не спиеле за да пишуваат, за да обезликуваат, за да уништуваат. Македонци, колку треба да бидеш ваков, за да ти ноки не спиеш и одработуваш за таа одредена служба. Ноки да не спиеш. Замислете, за да не спиеш ноки. И со лажни профили, и со лица кои што им се дадени, да пишувате, да обезликувате, да уништувате.
Погледнете. Погледнете што е ова. Од овде ја повикува МВР Прилеп детално да го испита она што се случувало и дали е возможно некој да има 6000 евра тендер за обично картонче. А за тој тендер, ако еден апарат е 1000 денари, размислете колку треба да има вакви апарати во здравствен дом Прилеп. А за картонче да сменеш 6000 евра. И затоа нема што да работат и истите тие пишуваат. Погледнете што е ова. И истите тие пишуваат со ноки непреспани. И на крајот одат и велат биле демнени од нас. Демнени во нашиот град ти доаѓа некој и ти вели дека ти си го демнел. Му бил загрозен животот. Е ваше е дали ќе верувате на тие што сакат да го загушат нашиот збор и нашата вистина. Од ваквите кои што ноки не спиеле. Погледнете колку текстови има напишано. Само на Фейсбук. Од ноки непреспиени, за да го плюкаат Владо Павлов. И каков треба да бидеш во себе, за да вакво нешто гнасно пишуваш. Да се обединуваш, да вреѓаш, да пишуваш се и се што. Да го злоупотребуваат сето она што е праено. Како овие што сакат да го демонтират атентатот на Киро и ми даваат докази, а доказот е дека ушното тапанче можело само да се ребрендира, извините, да се регенерира. Секој нормален човек, велат, би помогнал на друг човек. Сите печелат од гробот на македонците. Најтешко е да бидеш македонец во Македонија. Тој бил доволно лукав да ги искористи тоа. Само да профитира. Ама не и да се мачи како македонците. Некој си лик Маријана, тоест лажен профил на Весна Стоименова. И пак комуникација. Не знам дали го прочита, во една минута изнесе 300 лаги. Прво ги мами луѓето дека третманите му се бесплатни. Кога ќе те укради и ги откриеш, одма преминуваат во плата за извршената услуга. Демант си доби од неговата поранешна сопруга зашто ги крадел парите. А поранешната сопруга со скриен профил Маријана си пишува со господинот. Мизерно. И бедно како овој што сакат да ме демонтираат. Дека ушното тапанче и покрај таа експлозивна рачно направена направа, од таа килажа можело само да се регенерира. Ама тие заборавиле дека некој може да ги демонтира секогаш. Затоа што една од причините кај многу студии кои што сме ги истражувале е тоа што докажуваме како овие сили влијат на телото и како тие се подпираат на мали домашни симулатори на експлозии, често направени од пластични, кои можат да бидат многу вариабилни и понекогаш лошо ја вршат работата за приближување на експлозиите во реалниот свет. Ќе ви дадам еден пример
дека во обид да го решат овој проблем, лабораторијата на доктор Кели, доктор од една голема истражувачка екипа во Волтер Рид, кои имале пристап до понапреден симулатор на експлозии, кој бил внимателно дизајниран од инженери, за да произведе по-конзистентни експлозивни бранови, и истите тие требало повеќе да личат на оние произведени од реални експлозии. И ова овозможило пореална изложеност на експлозии. Повеќето е како изложеност на експлозии на отворено поле, наместо експлозија што се случувала во суштина на самото место. И овие симулирани експлозии, овие истражувачи ги пофалиле ефектите дека не е возможно да поминат без да има проблеми со рамнотежата и дека не е возможно ушното тапанче да не пукне или да пукне па само да се регенерира. Поради тоа што има мистериозен феномен кој што е наречен скриено губење на рамнотежата и скриено губење на слухот. И тој предизвикува проблеми и може тешко да се диагностицира со традиционалните тестови за слух. Бидејќи состојбата може да биде предизвикана од проблеми со способноста на внатрешните клетки на косата, кои што испраќаат информации до мозокот. Овие истражувачи исто така ги испитале и сензорните клетки, познати како влакнести клетки, лоцирани на кохлеата, кој што е дел од внатрешното уво, одговорен за претворање на звуците во електрични сигнали на мозокот, кој што треба да ги протолкува. Овие внатрешни влакнести клетки, кои испраќаат аудитивни информации до мозокот, од самата експлозија не можат да функционират како некој што тврди. Затоа што тие испраќаат аудитивни информации до мозокот и не се намалуваат по број откако сме изложени на експлозивните бранови. Сепак изложеноста на експлозии го намалува бројот на врски помеѓу внатрешните влакнести клетки и спиралните ганглиски неврони, кои служат како прва станица за аудитивните сигнали што патуваат од внатрешните влакнести клетки до мозокот. И ајде бре господа, објаснете ми вие сега, како може да регенерира ушното тапанче на овие докази кои што се правени во лаборатории за да се избегнат тие 200-300 милиони долари оштета на милиони војници од војните конфликти на америчката војска, а вие како вистобранови пишувате и имате за цел некого да обезличите. Тогаш, ајде, докажете го тоа дека може само ушно тапанче да регенерира или со операција да се подобри слухот без слушни апарати. Кога тоа е невозможно во најголемите лаборатории во Соединетите Американски држави, кои што сакале да помогнат, за да државата месечно не плаќа по 300-400 милиона долари оштета на овие амерички војници, милион кои што имале од војните конфликти низ целиот свет. Така да, господа, поздравете го
Љубомир Пршковски и Бранко Црвенковски и кажете им дека поминува времето на нивните манипулации, дека поминува времето на она што го направиле со овај атентат на Киро, кој што не бил во автомобилот, а ова се докази од лаборатории кои што се истражувале милиони војници од вакви рачно експлозивни направи и од таков експлозивен бран и од топлината што се создава и не можеле да помогнат, туку едноставно плаќат оштета и им дават слушни апарати. А вие велите дека америчка влада е теорија на заговор, по оно што го тврдите за мене, и дека ушното тапанче можело само да се регенерира. Бре, будалетинки некои. Се правите за да загушите една вистина. А зошто? Затоа што сакате да скриете кој го ништи ВМРО ДПМН тоа време. Затоа што сакате да го скриете биолошкиот атентат кој што се направи на 300.000 македонци од ВМРО ДПМН. И денес уште сте силни и давате докази дека на таков експлозивен силен бран и топлина создадена од таа килажена, таа рачно изработена направа, можел Киро Григоров да слуша, затоа што ушното тапанче можело да му се регенерира само. Засрамете се. Имате голема карма. Имате убава вечер. Ова е мојот демант прв пред оние кои што пишуваат на предизборите секогаш како теорија на заговор дека било ова што Владо Павлов го докажува, а јас одговорно тврдам дека наградата ќе ја поклонам на најмладите, каде што транспарентно ќе има Народно собрание кое што ќе ги извршува сите задачи да секој град има агапи солена соба и каде што секој ќе има каде што ќе имаме бесплатни услуги на сите оние на кои што им сме најмногу потребни, а ова што го пишуваат овие во стилот како оние што го пишувале, кои што ноки не спиеле и ве уверувале дека јас во една минута сум изнесувал 300 лаги, дека сум ве мамел, дека третманите ми биле бесплатни, се додека не сум некого украл и додека не откриете дека потоа тоа преминувало во плата за извршена услуга. Ете, јас од овде ги повикувам сите мајки и родители на сите деца да го демонтираат овој лик кој што ноки не спиел и заедно со некоја негова екипа, подпомогнат од мојата бивша сопруга, работеле ноки на уништување на Владо Павлов. Замислете колку треба да бидеш беден во себе за да правиш такво нешто. Мојот одговор за моите кочанчани е следниот. Да, мојата иницијатива за бойкотирам беше прифатена во Македонија и во Кочани, посебно во Кочани во првиот круг. Не успеавме да направиме Народно собрание, затоа што поголемиот број одлучил така како што одлучил, а јас сакам секогаш да помогнам на Кочани и овде ќе бидам ова недела, да дадам се од себе, да дадам за Кочани, за Македонија и тоа го правам на слободна волја, за се македонско обединување, на сите македонци, за македонецот да биде од прв ред, а не да живее онака како што живее денес, од овај атентат на македонците, а не на Киро,
за кој што еден ден треба да се прави, за кој што еден ден треба да имат одговорност сите тие после Киро Григоров, бидејќи Македонија пати од тој ден, и тоа ќе го направиме, и ќе го правиме, а веќе од денес јас ја започнав оваа иницијатива и мојата желба е за се македонско обединување. Мојата желба, откако не успеало бойкотирањето, е секако и јас и сите вие кои што го следите Владо Павлов да излегнете и да го дадете својот глас, а тоа не значи дека само треба да го дадете, туку повторно велам да направиме Народно собрание кој што ќе дише во врат на идниот градоначалник на Кочани во ова фер борба за Кочани да биде тоа што треба да биде. Откако бойкотирам со поддршка голема во Кочани заврши така како што заврши, сите знаете дека бойкотирам нема во вториот круг, и да бойкотирам во вториот круг не ми значи ништо, бидејќи мојата цел беше во првиот круг да создадеме Народно собрание, да започнеме од почеток и ова секта која што владее во Кочани со децении и векови уназад, еднаш за секогаш да ја решиме, бидејќи навистина Кочани ќе биде иселено цело. Не 100 милиона евра премиерот Тино да дава и милиарда евра да дава, ако сектата во Кочани не се реши, џабе е се. Мојот глас не може да биде даден на лица кои што се поврзани со секта. Мојот глас ќе биде даден заедно со сите македонци без разлика на политичка определеност и без разлика на религиозна определеност, за македонецот да биде од прв ред. И тој глас што ќе биде даден со цела екипа во Кочани, а веќе работиме на тоа, не значи дека утре ќе биде пасивен. Утре ќе демнеме, ќе му дишеме во врат, ако биде како останатите, како потршкото на Радко Сорос и вахабиста Папазот и сите оние останати, кои што со прст не мрднаа против сектата. Во врат ќе му дишеме и ќе се бореме, како што денес умееме да кажеме. За оние кои не знаат, Владо Павлов од почетокот е работел на историни позиции и е работел во Кочани за оно што бил и мојот чукун дедо. Не знам дали знаете, СДС имаше силна организација во Кочани. Никаде во Македонија не беше толку силна. Каде што може со палици да влезат во штабови и било каде, да истепат, да искршат се, лица од ВМРО ДПМН и никој да не ги дира. Во тоа време ние живеевме. Во тоа време се боревме за Македонија. А тоа го знаат моите кочанчани. Какви битки се водеа за Македонија. За Кочани да биде бастион на Македонија, не бастион на Сорос. Каде што најсилната организација, тие се се мои пријатели, за нивната политичка определеност и да одработат се биле толку силни, што можеле да прават што сакат. Оние кои што се од минатото многу добро знаат. Фала на Богу, денес нема такви работи.
како што некогаш имало во Кочани, кога били изборите. Кочанчани се социализирале, а и цела Македонија се социализирала. Екипа од Кочани одела во Охрид, каде што имаме едно рането дете во времето. Оделе во Прилеп. Мои другари и пријатели од Социјалдемократскиот сојуз беа блиски соработници во охраната, како што умеам да кажам, и на Бранко Црвенковски и на Владо Бучковски. Тоа беше едно време. Од тој момент, кога се деси една работа, каде што еден мој покоен брат и мој друг брат од едниот табор со браќа мои од другиот табор во време на избори во Облишевка се испукаа, каде што моје дете беше ранет со пушка во рамото, коколот од виница. Од тој ден кога се деси тоа, затоа што со сите тие четворица живее во 98 година. Владо Павлов се повлече, затоа што не сакаше разединување. Мојот револт во тој временски период заврши со кршење на цел штаб во трговски центар и фрлање све долу, за да докажам дека СДС и ДПМН не смее вака веќе да прави, дека ние мораме да бидеме граѓани од прв ред. Оние постарите знаат за случката помеѓу моите покојни браќа Маријан Твенти и Столе Бодежо, како и другите мои браќа во тој временски период. Тоа требаше да биде порака уште од 98 година. Дека ние треба да бидеме браќа сите македонците. И затоа денес дадов една друга објава. Не верувам дека Радко Сорос и вахабиста тоа случајно го направил. Затоа што знам колку се борев против тој човек. Не може некој што го уништувал од претходно што е направено да се сокрие од делата во Кочани за македонизамот. И ова што ќе го правам, ќе го направам за Кочани, за Македонија. И не барам никаква поддршка, не барам работно место, не барам ништо. Ништо не сакам. Еве јавно кажувам, не барам ништо. Само сакам да си работам и да не ми праве тортури. Службата како тоа што ми го правеше со политички линч предходните 5 години. Не барам ни работа, ни ништо. Ништо не сакам. Ова го правам со слободна моја волја. Со дух, ум и фанатизам за Македонија. Затоа што тој што ќе помогне на Кочани, ќе помогне на цела Македонија. Ова секта мора да се оде од Кочани. На овој или на друг начин. А такви со маркици во стилот на Радко Сорос, вахабиста и останатите треба да сносат одговорност. За секое земјиште што е дадено во Кочани, за секој локалитет што е заментиран со стамбен комплекс. Ако си способен да работиш, а да не продолжиш како попазот,
Дај рака Грозданов и продолжувај најсилно. Бидејќи не верувам дека другиот мој пријател, знаејќи од револт кон ВМРО ДПМН поради Радко и Никола Груевски во тој временски период, отиде во шарена револуција, каде што 2-3 дена чинам беше во притвор во Скопје. Бев првиот кој што го викнав во пјаца, кога се врати од Скопје. Бев првиот кој што го викнав во пјаца и му е поклонив мојата книга Исус убиен со Скопје во Македонија. Ако лажам, Венко, кажи. Инаку, не знам дали знаете, Венко беше голем активист во ВМРО ДПМН. Од револт кој што со право го направил, крена против и длабоко се врза со тие структури. Го почитувам чичумо, го почитувам брат му, заедно раснавме. Ама не можем да бидам на таа страна. Ете, прашајте го. Прашајте го дали Владо Павлов не го викна прв после 3 дена притвор во шарена револуција во Скопје да седе во пјаца и да му е поклони книгата Исус убиен со Скопје. Секогаш се борев за обединување на Кочани. И не знам ја друго. Го ставав мојот локал овде. И оде во Трговски, каде што 2 комбиња не можеа да решат тепачки. Таа младина стоеше позади Владо Павлов и ги раздвоила пред полицијата, кој што не можеше да ги раздвои. Ако лажам младина на Кочани, кажете дека не е било така. Бидете искрени еднаш, кочанчани мои. Кажете дали не е било така. Ги читам и се чудам. Што треба да кажем? Дека од 92 сум започнал приватно, дека до ден денес не чекам од државните јасни, каде што еден момент само бе во Волците. Каде што 92 имав печатница. Извините ми, каде што во 92 имав книжара. Во будката на Вујкомит. И од тој ден до ден денес секогаш сум се борел. Како да го печалам и под најжестоки тортури. Од секогаш да ме уништуват. Затоа, со прво работно место советник, второ работно место градоначалник не може. Почекај, Венко, искали се уште малку, почни да создаваш, почни да видиш како се печали на твој грб, и потоа дојке бате влада ки те подржи. Да живее Македонија со дух, ум и фанатизам за Кочани прво, а потоа со Македонија. Кочани со вас сум за се македонско обединување во војната против Сорос и сето оно што е надвиснато над Македонија од времето на самонаречениот атентат до ден денес. А од овде, еве го повикувам, нека каже уште еднаш дали јас прв не му подадов рака и не седевме во пјаци и не му е поклонив книгата и од тој ден до ден денес не сум ги почитувал младите и дали не е бил во младите во УМСМ на ВМРО ДПМН и од кој револт го направил тоа. Да живее Македонија, за се македонско обединување, за Кочани.
Браќа останати во останатите градови знаете. Дадете од себе, дадете за Македонија и борете се за се македонско обединување. Се е слободна волја и ваш изборот. Да бев подобро сватен за мојот град, ако се прегласуваше и во Кошани, ќе направивме народно собрание и вакви тортури немаше да има. Но сега, кога не сум сватен, морам и јас да повикувам, да издигнувам и да гласаме за кој што вие мислите дека е подобро. Јас мојот глас го давам против Сорос. Да живее Македонија!